Su Makedonci, njihova politička elita u VMRO, recimo da kažem, koja je u to vreme i poluteroristička organizacija, čak i teroristička organizacija, bila pro-bugarski orijentisana. To nije ovaj sadašnji VMRO DPMN, to je sasvim nešto drugačije. Ili je to evolucija ovog starog VMRO-a prema ovom koja je dovela VMRO DPMN do neprepoznatljivog izgleda u odnosu na stari VMRO. Ovaj VMRO DPMN je već podsjeća na neku pro-jugoslovensku organizaciju čak. Koliko rečete pro-jugoslovenska, mislite pro-srpska, pretpostavljam? Mislim na da, posebno na verska, ali SDSM je isto tako. Dobro, SDSM ги обвинува, нели? Лазар Полишевски, Тројански Контемпо и така натаму. ВМРО беше секогаш на некоја обратна страна. Bajkeri VMRO su me tako, oni bajkeri, znate, sa majicama, ovim patriotskim, makedonskim i mislim da je potpuno jasno svima u javnosti u Makedoniji da je Makedonija u kulturološkom smislu oblikovana kao jugoslovenska po karakteru i da je po tome logično najbliža Srbiji i Beogradu. To što je jezik delova Makedonije bliži, bugarsko nema nikakve veze, jel da? Проверите ВМРО ДПМН не личи на тоа историско ВМРО. Па нимало не личи. И го сметате нели како голема придобивка тоа што го по-југословенчивте или да не речам го по-белграѓански или по-србивте ВМРО ДПМН. А тоа е Лјупчо Георгиевски рекол пре неколику година. Да. И зато нели нив ги нарекуваат ВМРО Валјево. Овие што се старите ВМРО-вци, нели, по некоја пежоративна смисла на зборот го нарекуваат ВМРО Валјево. Onaj najveći miting VMRO DPMN dok je još Gruevski bio u Makedoniji, sećate se u Skoplju, on je imao srpske zastave, onako kao more srpskih zastava u onom nizu velikom. Koliko je bilo, 100.000? Да, тој се оградуваше од едно руско знаме, но не се оградуваше од многу српски, да речем, знамења. Па нели имаше една српска линија, тоа сме го разговарале во оние настани од 27. април, Стоилковиќ како пратеник, Лазански, Горан Живалјевиќ и така натаму и така натаму. Значи таа некоја српска линија се провлекуваше. Фукујама беше пред 3 месеци во Скопје и рече дека руското влијание во Македонија се пренесува преку Белград, преку Србија, посебно преку инсталациите на Спутник Србија и дека на тоа мора да се внимава во Република Македонија. Српство е супериорно, културолошки е потpuno супериорно. А српство се не југословенско, гледате, значи одма. Гледате, после трета, четврта теза, вие веќе не говорите за југословенство, говорите за српство. Па тоа е сушност маската. Говорите за југословенство, српски концепт се спроведува. Ја сам лепо рекол. Србија, Република Српска и Црна Гора. Треба да буду едно. И Македонија во конфедерација, или во некоја идеолошка форма. Волја на црногорскиот народ, вие се бидете еклата... Кој црногорски народ? Нема црногорски народ? Molim vas, pa oni su u totalnom opadanju, za 20 godina će biti na nekoliko procenata takozvana crnogorska nacija, govorim u tom smislu. Vidite, pa тука е проблем, значи, односот на Србија, само што... Ne, ja ne priznajem takozvanu crnogorsku naciju, ne priznajem je uopšte, znači ona nema ništa istorijsku Само што не пративте тенку. Говорите за 1943 година, кој е во јајце. Katastrofalno su rešene jugoslovenska nacionalna pitanja, zato što je Srbija, zato što je srpski narod podeljen na 5 republika, na 4 nacije, pritom za Makedonsku je bilo osnova da bude nacija, naravno, i Srbija na 3 dela. Вие всушност сакате Југославија да обвине. Вие сакате да исправите историската грешка од 1918 година и да биде формирана голема Србија, а овие други делови кои се надвор сега, тоа е разликата помеѓу српски и србијански свет. Треба да створе Србија, Република Српска и Црна Гора. Те 3. Како ќе земите Република Српска? Без ќе делите Босна и Херцеговина? Апсолутно, треба да се раздружи. Ja to rekao. Дека Македонија не ја внела државноста во таа Југославија, дека тоа е проект на Коминтерната, дека Коминтерната бала така да биде решено југословенското прашање, дека југословенското прашање е решено на штета на србите и така натаму. Апсолутно е решено. Па кој е постара, Охридската архиепископија или Печката патријаршија? Ohridska arhijepiskopija je bila deo grčkih crkava. I ona je kao grčka crkva starija od Pećke patrijaršije. Ohridska arhijepiskopija 4 puta menja svoj etnički identitet. Bila je grčka, bugarska, srpska, makedonska. Колку што Александар Македонски може да биде и да го кажувате што сакате, роден на територија која се нарекува Македонија. Точка. А šta je сите tu? балкански, Ali on je Grk. Не знам, вие може да зборите што сакате. Pa Grk je kako? За мене е Македонија.
posle smrta Antička Makedonija je deo grčkog sveta i ona je helenistička tvorevina koja je helenizovala sve do Indije posle što je mogla da stigne. Može, očigledno neki su Srbite, teško možemo da objasniti, vidi kako se Zagreba malce po površinata su Srbite, i što imamo negacija na Aleksandar Makedonski, Ohridska arhipijeskopa, četiri identiteta, Kakva negacija Aleksandar Makedonski? Četiri identiteta. Aleksandar Makedonski je bio Grk, šta ćemo? Stavljena veste je personifikacija, jedno zlo koje go personificira Aleksandar Vučić, koje zlo vleči korijeno 90. godine. Ni tu jedna istorijska pouka. Znači, ne postoji kriminalec koji je bil osudan. Pa Arkan go veličate danes. Go veličate Šljivančani. Go veličate Bokan. Nemate човек koji ne gi ima krvaveno racite koji ne go veličate. Ta istorijska rolja od koja Srbite treba da se sramate. Vие сега ја глорифицирате. И не само што ја глорифицирате, правите национална стратегија, велите ги уништивме црногорците. Зошто? Кој е тоа рекал? Па вие го растуривме Мило Ѓукановиќ. Зашто, бидејќи Мило Ѓукановиќ смета дека србите и црногорците се различни, имате орушие лачка политика, што водите одредена политика од минатиот век. Од 18. до 19. век. Политика која е анахрона на современиот начин на живење. Политика која ги направи сите војни на просторот на паранешна Југославија. И наместо се срамите, вие се гордеете со тоа. Не, господин Раковиќ. Ние на 8. септември 1991 година одлучивме дека не сакаме да живееме во Југославија по српски терк. Александар Вучич е всушност персонификација на режимот на Милошевиќ, а не на Јосип Брос Тито, како што сака да се прикажи. И всушност паролата српски свет не е југословенска, туку е србијанска идеја. Идеја против која стана сите слободумни луѓе. Тоа е српска идеја. И Југославија се распадна. Кој слободумни луѓе? Бидејќи Југославија се распадна, вие сваќате дека во Македонија преку контрола на медиуми, преку контрола на тој културен свет, преку Новак Ѓоковиќ, Ѓорđe Балашиć или она Седма Југословенска република, вие можете секогаш да имате контрола на Македонија. И СДСМ и ВМРО, ДПМН имaju vrlo srdačne odnose sa Beogradom.